Почитувани гледачи на спортска мрежа, се вклучуваме овде од Охрид, од спортскиот рекреативен центар Вилејан Извор и втор ден од овој меѓународен турнир Next Level кој што се одржува, како што кажем, овде во Охрид. Разговараме со Николче Стојковски, еден од организаторите на овој турнир, но и тренер во фудбалската школа Next Level. Вчера поминал прв надпреварувачки ден или втор денот како нели се отвори самиот турнир. Најпрво како поминавте во оној прв ден, ајде да речем забавен дел каде што имаат децата прилика да крстарат по Охридското езеро, како поминавте тука забавата како помина и пред се вчера кога почна и првите надпревар од групната фаза, а кој што ќе се комплетира денески надпревар од групната фаза и кои се вашите импресии и од самата организација, но и од првите надпревари од генерацијата која што вие предводите? Добро утро, Првин, Александар, благодарам што си тука дел од нас и имаме голема поддршка од тебе во комплет организација на овој втор меѓународен турнир што се одржува оваа година. Голема благодарност до сите тренери, дечина, исто така и нивните родители кои што се на фер, коректно однесување придонесоа вчерашниот ден да помине во најдобар можен ред и да немат никакви проблеми, да се завршат првите надпревари од групите, каде што продолжуваме денеска со останатите надпревари во групи и све течеше баш буквално по сатница како што беше распределено до крај, испадна све во најдобар ред и благодарност огромна уште еднаш до сите учесници на овој меѓународен турнир Next Level. Првиот ден ние организиравме едно крстарење по нашето прекрасно Охридско езеро, каде што голем број од дечината за прв пат можеби се возеа со брод низ водите на Охридското езеро и беа импресионирани. Му ги покажавме убавините на нашиот град, така да се запознаја со некои работи кои што досега можеби ги слушнале, меѓутоа сега има можности да ги видат. Прекрасна дружба, прекрасна прошетка која што заврши во вечерните часови и дечината се упатија кон хотелите кои што беа сместени на вечера. Другиот ден сабајлето во 9 часот започнавме со надпреварите, како што кажавме све течеше во најдобар ред и денеска продолжуваме со останатите надпревари во групите. Очекуваме и денес, значи најфер, коректно однесување на родителите, тренерите и дечината и да заврши све како што беше и во прошлиот ден. До 2 часот, 14 часот ќе завршат групите и во 16 часот започнуваме со оние четвртфинални надпревари каде што имаме по генерации во групи. Очекуваме исто голема борба, неизвестност. Имаме доста добри екипи, така да ќе биде секој ден се подобро и подобро и ќе бидат понеизвестни надпреварите до крај на нашиот финален ден и турнирот до крај. Што се однесува до нашата школа FC Next Level, ние учествуваме со сите генерации од 2011 до 2016 генерација. Во некои имаме и две екипи, во некоја генерација кај што имаме повеќе деца, така да сите добија можност за настап на овие надпревари. Во некои генерации веќе сме пласирани во четвртфинале, во некои денеска треба да доиграме па да знаеме дали ќе се пласираме понатака. Меѓутоа, најважно од све ни е дружењето, колективната игра, дружење на родителите на трибини, запознавање нови другарства кои што понатака во животот на било кој начин можеби ќе може да си помогнат во некоја соработка. Значи денес се комплетира таа групна фаза во 14:00, 16:00 почнуваат четвртфиналните надпревари. Утре ни остануваат само полуфинални и финални надпревари, со што нели ќе ги прогласиме најдобрите прво, второ, трето место, дали ќе има избор нели на најдобар голман, најдобар играч, како е тука предвидено тој дел? Точно така, значи со денешниот ден завршуваме со четвртфинални надпревари. Утре од 9 часот се закажани полуфиналните надпревари, па потоа за трето место надпреварите и на крај шлагот. Значи играме финалните надпревари. Има медали за првите 3 најдобри учесници на турнирот, како и пехари, а исто така има и пехарчина за најдобар голман и за најдобар играч во финалните утакмици. Така да му посакуваме на сите уште еднаш голем успех и
на победниците нормално да му се честита и заслужено да се наградат со аплауз од присутните на финалниот ден. А очекуваме уште поголема поддршка од родителите, така да утрешниот ден нека биде празник за нашиот град, пошто се работи за меѓународен турнир со многу учесници и да биде све во најдобар можен ред да заврши. Супер, благодарам за овој прв дел од разговорот за денес. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со Николче од самата фудбалска школа, меѓутоа и еден од организаторите на турнирот. Веќе во позадина може да видите дека се играат овие први надпревари за денес од групната фаза. Понатаму ќе се вклучуваме, ќе има изјави, така да останете со нас во текот на цели ден да ја доловиме ова атмосфера од второто меѓународно издание на Next Level турнирот.